Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Ново издание на Скопје Але и веќе знаете, го откриваме гостинот кога ќе влеземе во такси. Ете, здраво живо. Hello, здраво живо. Како си, добар ли си? Супер, ти како си? Супер. Ќе се побузиме малце? Yes. Да. Знам дека често си на скейт, така снимаш, така возиш и свој автомобил, ама користиш ли такси? Користам, Добро. поредко користам, ама користам. Ама користам. Да. Добро. Бирај, ти си единственото такси кој што има електрични возила. Нешто ми рече околу тоа дека сакаш чисто Скопје, па да се договориме дека сите заедно навиваме за чисто Скопје. Навиваме, да, ми се допаѓа многу. Сум за електрични возила. Така? Да. Супер, добро. И сега, ќе го добиеш овој ваучер на крајот овде од приказнава кога ќе дојдеме до Триумфална, затоа што ќе го продолжиме маметот во Пилистер. Кажи ми, овој ти е и твој дел, така? Па да, Да? Често доаѓаш овде, градски трговски те бендисува или? па Со глеј, скейт низ трговски бива или не? бива, ама вајде ќе ми направат проблем, пошто Да, два-три знам дека пати не- сум прошол и не да Боже некој security случајно да не искочи. Добро. Ама го обожавам овој дел. Никогаш не идам на шопинг тука, него така Него сакаш да си поминеш. да си поминеш, да, Да. да, некако некоја носталгија ми пре. Добро, дебар мало тие не го минуваш. Кои Не го други минувам. делови од Скопје ти се омилени? Можеме да продолжиме сега да. Па Карпош ми се свига Карпош? многу, да. Стварно не го сакаш аеродром, значи те сваќа. Не, го сакам Го сакаш? аеродром, го сакам, само едноставно тука сум израснат некако корењата ми се од центар, а Карпош го сакам пошто имам доста излагано и таму и мајка ми од Карпош 3 и некако така, Баба дедо се од таму. па да, имаат живеено. Со Аха. тоа што баш тука кај градски зид, кога си имам родено, баба ми и дедо ми у градски зид живеа тогаш, а ние на улица Македонија. Не? Така е. Да. Многу далеко би било. Значи на 3 минути, да. Да, кога си живеел на улица Македонија, го фатио на време на повеќе кина на таа улица Македонија или не? Па знам само дека постоеле повеќе кина. Да, Вардар 1, Вардар 2, Да, култура, да. што ти не, добро, Да. центар и така натаму. Сега никогаш не сум искусил да гледам таму некој филм, може ме однеле моите не памтам, Аха. ама знаам дека имаше. Да. Така да многу ми е криво што Што се не си го- останати, да, уште неколку кина, само Точно. 2 кина тука. Знаеш како јас се сеќавам на моето искуство прво, односно ја не се не сеќавам, Бошко Буха бил филмот во Кино култура. Ме однела титка ми и јас толку многу сум го сакала Бошко Буха, ама наместо Бошко Буха сум го викала Бошко Бука и сум заспала на почетната сцена. Значи нели последна. Значи ништо не си патила, Значи да, ништо да, од филмот не сум патила, да. Добро, имаме уште малце да стигнеме до Триумфална капија, за да продолжиме со приказната со Јанг Дади и да му дадеме една награда. Можеме агрон да продолжиме, Триумфална ни е блиску, зелен ни е семафорот, мислам дека ќе стигнеме. Ќе стигнеме и ќе го доделиме ваучерот. Сега ќе си направиш оваа апликација, ќе си симнеш апликацијата и потоа ќе имаш чекорчиња кои што ќе треба да ги поминеш, имаш 1000 денари ваучер да се возиш со. Добро, со значи треба играј. да скенираме. Да, ќе скенираш Добро. и потоа другото е лесно. Фала многу. Зашто фала? Не се Фала вика многу. фала заради тоа што кога сме скупјани знаеме да делиме награди, така? Така е, така е. Ајде. Ајде, Дади. И сега е веќе време за вториот дел. Да, Време за уживање у Пилистер. да, на некој Оди кафен. ваша генерација у Пилистер? Па искрено знам дека има некој вака што иде на добро ручече. Со тоа што нормално са нашите генерации се имат се На други места, друга шема. е. Ние идеме така пример на бранч. Значи јадеш и доручек и ручек. и Јадеш све заедно. Убрзање све нешто, да. Али кога сакаат така да седнат, знам дека идат. Ајде, одиме у Пилистер. Ајде.
ти требаше многу време? Ем со такси, ем ако не беше со такси, ќе дојдеш и брзо. Со трчање 10 колку ти минути. од Дебармало? Со трчање ми е 5 минути максимум, максимум. Ти го сакаш Скопје? Многу. Колку многу? Па многу. Многу. Да. На која улица живееш баш во Дебармало? Па живеам на истата улица со Силбо, на Аха. 29 Кај ноември. Апча. Да. Значи со Апче на иста улица. Со Сега Апче на иста улица. Сега Сега е Силбо за Силбо. новиве. Се е Силбо генерација. за Gen Z, да. Да, ти фати време кога почна да се искача пред Силбо или не? Па мислам дека ја го почнав со екипата што се дружев тогаш. Сега не зборам за екипа тесен круг, него Да. зборам за 50-60 деца кои Добро. масовно го нападнаа Дебармало тогаш. Први ни излагавме, ние имаше едно место тука се викаше Чешма, Добро. кај Беко, кај полициската Беко. Добро, чешма, морало да има Има некоја чешма чешма. или Има добро, чешма. значи кај чешмата, кај Да, чешма. кај Добро. Чешмата тука и меѓу Јосип Броз, Беко и Рамстор тука. Не го знам тоа, јас сум постара многу од тебе. Некое време тоа таму имаше Стефани, кај што бегавме од часови од Јосип Броз, ама тоа не е тоа. Па може, не знам сега, не знам како. Кај Малага во редот, за таква чешма збориш? Па не, ова е позади, Меѓу кај што е зградите? паркингот, кај што има паркинг, кај што има добро, рамп. добро, јасно. Добро. добро. Таму се собиравме ко деца. После тоа идевме у Карпош 4, имаше едно место големи го вика. Некој љулјашки, нешто, вие мали, ама големи, да. големи, добро. И после тоа почнавме да излагаме у Дебармало, пошто ние сакавме да бидеме малце по-кул сега. Знаеш, не ни беше филм, више сите искачаат ваму, ние ќе искачаме на друго место. Кој е И- тоа ние? Кол кафе тој круг што станува 5-6 луѓе? Значи, Како тргнува кругот? па сега знаеш секогаш мора да почне од неколку Од неколку луѓе. Да, и нормално, нели, кој е повлијателен, Мгм. ќе повлече поише луѓе. И така мислам дека во тој период Дебармало масовно се градеше и некако почна да живее малото малце повеќе и имаше поента Мгм. за собирање. Супер, добро. Значи во уличката и кај си сега таму во тие едносмирните кај што има Па да, едно, резиденти, кај што не знаеш да се паркираш, кај што ти си тој што се Јас јавуваш и звонам викаш. за пајак, да. Сериозен си. Не, Ти не. се наљутам одма. Не, ама мора, мислам, тоа е у крвта Дебармалска, значи не сме никој територија да ти земе, одма искачаш да се караш, сите Дебармалци го имаат тоа. Добро. Значи гледаш одма, мислам тоа е и да спиеш, се будиш, знаеш дека некој ти се паркирал. На твое место. Да, поготово имам иксови дни и увек Некој е паркиран на X. да, возам, јас сега идам на кај дома уморен и некој на иксот ја оставил, не можеш да влезеш. Добро. Си ја оставил колата, отишол, не знам, кафе, И купи кучето, нешто, храната, да, нешто. да. Добро. И така мораш И да... се јавуваш на пајак? Не го застанувам и свирам. И свириш колку? Свирам. Па се десило и 10 минути да свириш, никој да не искочи. И после? Ништо, ќе се искараш малце, Добро. па после ќе испадне дека се знаете или дека те знае или нешто, Скопје па да шо? на емоција ќе те удри, па добро, ајде, нема врска, нема Можеш и тука. следен пат X Жути е се. мој. Да. И така, сега баш пред некоја недела идам така и некој ми се паркирал, ама и тоа внатре ми влегол у паркинг. Леле, викам, кој е овој, сега ќе го запалам, ја нервозен, не можам, ми се спие. И доаѓа еден, леле, вика, бе, ја те знам тебе од журки, од едно... викам, добро, ајде, нема врска. На крај се испогушкавме, викам, тоа е сега. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Значи, почнавме убава тема, паркинг, све, да. Да. Дебармало е убаво, од една страна, ама од друга страна знае да биде и вакво напнато кога станува збор за такви некои ситуации. Така нели? Дебармало е супер, бидејќи е многу блиску до се. Да. И сега нормално сите у Скопје возиме коли која не треба. Така е. Не сме научени На да пеш идеме одење, пешки да се 10 шетаме, минути, да. да. Меѓутоа од друга страна има и некои лоши страни. Значи петок, сабота, а се стопли хаос е и за паркинг и не да боже анксиозност да имаш да искочиш надвор, значи те напаѓаат од сите страни луѓе, значи кој пијан, кој па млади луѓе, па Да. знаеш си има
и добра и лоша страна, Да. али дефинитивно ја не би се замислил на друго место да живеам. Пред да пораснеш и почнеш да излигуваш и самиот и така натаму. Си бил никогаш сведок на такви журки до Сабајле, кога не може дете да спие, кога не може да учи, кога не можеш ништо да правиш заради тоа? Па да, имало. На почеток тогаш имаше малце кафичи Добро. и тогаш баш се сеќавам се отвори кино Карпош. И ние као деца идевме таму, шекерчиња, игравме пример граница, нешто, и кидаме шекерче ке зееме, нешто. Добро. И тогаш баш се отвори и вечерно многу комши правеа проблеми, затоа што прв кафич се од тој реон и нормално журки едно друго. И така се случувало сега, нормално кod дете, ја од 10 сум легнувал. Да. Се слуша музика, ама сега пример ги сваќам, сега скроз сум на нивна страна, да. Само што си имам родено на улица Македонија. Прво сум стапнал на улица Македонија. Да. Добро, не се сеќаваш многу, ама што ти вела твоите, какво било тогаш? Знам дека ми кажа пред овој разговор дека баба те шиташе кеј тука со количка и така натаму. Првите години ми беа тука учев градинка. Не знам како се викаше, може сите се викаат тие 13 ноември, пошто и другата што бев мислам исто се викаше. А каде беше? А може и другаче се викаше, појма немам. Одма тука кај Беко учев у градинка. Па добро, не знам како се вика, добро, не е важно, да. Знаеме која, што е до Ленин училиштето, Ленин старо, сегашно го Цеделче. Добро. Таму учев, мислам дека 2 години. Добро. Не сум сигурен. И обично знам дека знаеш кај живеев тука кај кино Вардар. Добро. Баш у таа зграда над. Добро. Да. Обично знам дека баба ми на пример ќе ме земала со количка и ќе оди одма поред Кеј, од Кеј до парк, скроз назад. И тоа ми било омилена рута. Добро, и потоа, ај кажи ми сега, кога се преселивте во Дебармало, во тоа таму кај Јапче уличката, веќе знаат тама, луѓето кои што не гледаат и го знаат Скопје, со кого се дружеше, кај учеше? Па, основно, нормално на 2 минути ми беше Коле Неделковски. Добро. Така да почнав во Коле и најголемиот број на пријатели ми се од Коле и до ден денеска стварно имам едно 20 блиски пријатели кои се од Коле. И буквално цело детство ми беше Дебармало, парк, градски парк. Значи, у градски парк имам научено и да одам, и да возам, и да играм фудбал, и све да правам, и после тоа продолжив и у тинеџерство да искачам у парк скроз за други причини. Така да цело детство ми е парк и Дебармало. Порано се собиравме на има еден дрвен кош, дрвен го викаме. Сега пак гледам дека излагаат многу деца. Ние сум од Дебармало, јас сум од аеродром. Да. Ти не одиш на аеродром, а? Не, многу ретко, многу ретко. Срам да порано имав девојка од аеродром и тоаш прв пат го научив аеродром. Ма ти дека си сте раскинале, затоа не го сакаш биш? Не. Нема врска. Шегувам само. И се враќаме кај дрвен кош? Да, значи излагавме многу на дрвен, па у Коле исто така многу се прекачувавме. Добро. Пошто не ни даваа да влеземе, нели кога ќе заврши школата, се прекачувавме баскет. Граница игравме многу, само кога се градеше Дебармало, ова зборам многу мали бевме и имав ја некој телефон, пример, не знам, Nokia некој мал. Добро. И од Сабајле до следното Сабајле, моите само ќе ме чујат кајси, и тоа сме играле граница, жмурка, значи влагавме у гаражи, па по 4 сати се бараме. Јас сум легнал под кола, не излагам 4 сати. За да бидеш победник, како? Да, за да бидам победник. Така да, стварно било лудо, ама она цела територија ни беше Дебармало и немаше лимит, например, не беше битно дали си влез у гаража и сме се барале така по цели денови. И мислам дека тоа ми е онака најголем печат, поготово као дете до некое 6-7 оделение, стварно баш тогаш кога се градеше Дебармало, ми се градеше и моето детство. Во градењето на Дебармало и твоето детство, како почна да се гради ова љубовта кон музиката? Обично можеби слушање многу музика, дружба со некои луѓе кои што создаваат музика, како да работите?
Па ја почнав да се дружам со луѓе што прават музика теку 600 деление. Аха. Ама тоа беше многу спонтано, бидејќи тогаш јас открив дека имам пасија за музика. Тоест веќе знаев, сигурен бев дека Дека тоа сакам. да го правам. И нормално сега кога си во основно, знаеш, не можеш да се отвориш на многу деца, пошто децата, знаеш, знаат да бидат Да, малце лоши. Да. И затоа у 600 деление некако можеш да препознаеш на кој можеш да се наслониш, па да најдеш и некои други деца, знаеш, ние креативците сме малце чудаци, па треба да најдеш Бараш некој твоја енергија, да. Така да, тогаш, иако јас сум имал другари со кои сум правил доста глупости, со кои сум излагал, со кои не сум делел ни една пасија освен глупости, си наоѓав некои така музичари кои прават тогаш музика и мислам дека дури онака знаев да се исклучам, пример, ќе играме нешто жмурка или ќе се глупираме и ќе се трнаме на страна и ќе си напишам некој текст. Знаеш, пак сум се затварал повеќе во себе отколку што сум бил. Да, мислам дека тек таму на 15 години веќе јавно искажав желба онака дека да бидам дека на сцена. сакам, да. И што беше првото? Што беше првото што го направи? Па у 600 деление прв пат напишав неколку текстови. Така нешто бев разочаран, па некоја другарка ми се скарала, па Леле. Да, и после тоа, но тоа никој не го знаеше, значи мислам дека ни моите дома не ги знаат тие работи. И после тоа таму прва втора година беше многу популарно хип-хоп фристайл, па имаше некој искача фристайл праја на YouTube. И викам и ја ќе почнам и секој ден вежбав дома. Како вежбаше? Па ќе земам далинското дома на огледало и рапувам. И сега почињаш баба, жаба, па после почињаш малце поише, значи правиш малце сложена реченица правиш. После додаваш глаголи, не. Видов баба, значи не е само баба, жаба. И после кога осетив дека барем сум подобар од другиве што врска немаат, почнав да ќе се соберевме тогаш нормално не ни дава, мислам ние бевме, не знам, 15-16 години. Добро. И ќе собереме по 100 денари и ќе купиме вино, цигари, нешто глупости правевме. Добро. И ќе се соберат другарите и 50 души околу мене. И ти држиш концерт. И ја правам фристайл. Аха. И почнаа да звонат на луѓе, ќе дојдат од Влаe, од Карпош и ќе се соберат и атракција беше. И така некако и се охрабрив. Тие луѓе, колку и да им било тогаш, знаеш, све на шала, стварно ми дале многу мотивација, ме бутнале, знаеш, кога највеќе ми требало. Точно. И во оган, нели, не сакајки, самиот да видиш дека ме бива, дека нели сум некој кој што околу кој што се вртат луѓето, така некако. Па да, некако ти се трга цел притисок кој си го имал да почнеш. И некако многу полесно почнуваш. Да. И потоа првата песна што беше? Па првата песна се вика Осамен, ја имам ставено на YouTube Unlisted, мислам може у плейлиста кој гледа да отвори таму да ја види. Добро. Не е дека многу се срамам од песната, туку бев на 10 канали после тоа и некако сакав да си почнам од почеток на мојот канал. И бидејќи више го имав каналот, само ја ставив песната Unlisted за да не ми стои, да не ми се меша у концептот, пошто почнав веќе многу попрофесионално, пројда веќе 2 години. Ова Осамен како беше? Полупрофесионално, не професионално? Значи Осамен беше тогаш страшно. Да, тогаш почнав да излагам многу на градски дзид, имам едно другарче Лука. Он ми стана најдобар другар во 9-то одделение и почнавме тука више 14 години, 15 се дружевме. И често знаевме тука кај Беко има една катна гаража. Добро. Често знаевме да се прекачуваме таму и да седиме на кровот на гаражата. Одлично. И решивме дека таму ќе снимаме првиот спот. Кој Лука да те снима? Да, Лука ме снимаше, имаше он тогаш на времето еден Samsung, не знам, некој најнов демек 4K снима, значи тоа врска нема, значи да, ме снимаше. Ти знаеш да рапуваш, да Јас знам да рапувам, ја одма решив ќе станам, викам сега познат, си купив одма микрофон следниот ден. Ја таков сум импулсивни одлуки правам во животот. И седнавме, ја направивме песната, ја извадив песната, нормално тука многу заебанци падна, пошто нели види го овој се извадил песна.
Баш капа и осамен писма. Осамени, да, па и текстот Без не беше врска, нешто, бе. да, и текстот не беше нешто Добро. многу рил да ти кажам. И така имаше подлога, ама мислам дека баш беше еден добар старт пошто почнав со грешка. Аха. У смисла полошо тоа не можеше да извадам у моментот. И тоа некако ме охрабри дека што и да извадам, Ќе биде подобро. ќе биде подобро. М. Знаеш како, не е дека дошло толку брзо, туку јас сум работел 2-3 години без никаков резултат и одеднаш резултатот те мава одма. Значи не било резултатот окей, постепено градиме нешто. Да. Сега Што значи тоа сум работел? Ти пееше пак со далинското дома или што правиш? вака, значи јас сум многу упорен и многу тврдоглав. Добро. И кога купив микрофон, ја реков мора да успеам. Ја немав осет што значи да успееш, туку моментот ти гледаш некои светски звезди, гледаш тука кај нас некои, си зимаш од прилика си правиш Некакви некој репер, перцепции, да. репери, добро. И викам добро, јас сакам ова да бидам. И сега ја идам на пример, гледам некој на концерт и викам ја ќе бидам ова. И сега ја чекам утре да бидам тоа. Добро. А не го Ама сваќам никако. моментот дека знаеш ти треба време, Да. треба стварно да се вложиш, да работиш, бидејќи секоја песна, у секоја песна што ја правиш, дури да не ја вадиш, стануваш подобар, како у текст, така у размислување, у флоу. Така да мислам дека сите треба музичари да го пројдат тоа, поготово тие што почнуваат. И мене ми требаше едно 2-3 години баш она да творам, да вадам, корона удри. Да. Па у Баш- короната баш извадив тезен албум период, и да. тоа го направив во една недела седнав и секој ден работев и така некако ме открија тогаш да речеме една мала маса на луѓе, да речеме 100 луѓе, ама тие 100 луѓе беа клучни понатака да зборат за мене, бидејќи мислам дека никогаш нема да бидеш релевантен ако не оставиш некој импакт Така е. на луѓето. Да. И дали е тоа еден човек или Што им повеќе. пееше тогаш? Па имав доста Песни? Имав едно 10 песни тогаш. Да? Да. Имав Боенка ми се викаше. Мгм. Првото EP. А, Да. И после тоа 5 месеци никаков резултат немав. И случајно направив една песна Моли. У парк излагав тогаш многу. Многу тежок период имав тогаш така. Тинејџер, да. И се бараш себе си. се бараш себе си и мислам дека само што се најдов себе си, онака све сменив, значи стил, менгјуши стаив се. И баш тогаш све некако се погоди у прав момент. Многу луѓе ме засакаа у парк, многу добив она кредит, стрит кредит го викаме ние. И мислам дека тогаш почнаа стварно да ме слушаат. Кога кидев у парк, тогаш Моли ја извадив и сите ја слушаа Моли. Добро, доаѓаме до момент кога стануваш ултра популарен. Сега вика така се гледаш, така, кога онака баш луѓе те сакаат. Па, Јас знам, заради тоа што, нели, ја мислам дека имаше еден период кај што стварно онака бев тренд добро. и у тој период најмалце бев свесен дека Аха, дека сум. да, така да не знам, мислам ако луѓето викаат дека сум популарен, тогаш сум популарен. Сега ја од прилика знам некој каков импакт имам, ама знаеш не би кажал за себе кој ја, знаеш. Јас. Колку и да сум свеж и нов, дека пак сакам да донесам уште нешто посвежо и да биде тоа и посветски. Така да буквално секој момент пазам како изгледам, се борам за изгледот, се борам стварно да донесеме кај нас Скопје има еден посебен фешн. Значи има стварно една посебна мода, вака ќе видиш луѓе сите се дотерани. Да. Меѓутоа модата си носи некои Не се трендови, свој. Да, не И се мислам свој. дека Тек исти, некако, Да. така, нели? треба да се, знаеш, На индивидуалност модата е да се исто работи. уметност. Да, И треба да така е. има уметност. Така е. Мене ми фалеше уметност овде и сакав ја да донесам. добро. Јас сум екстровертен и мислам дека стилот ми е таков, екстровертен и сакам да покажам и преку стилот кој сум ја. Што рекоа твоите на тоа? Па ништо, моите ме поддржуваат, моите од кога сватија кој сум и што сакам да Дека правам. не се зезам, дека не сум Кога осамен. им отидов ја после осамен направив Да. еден спот пина колада Мгм. и отидов дома викам го спотот моите го гледаат, не им е јасно дека сум ја, дека сам сум направил, дека сам сум се. отишол, сум снимил, со Да. екипа сум Да. нашол. Да. Не им Сум се беше јасно snašao, дека се да. снаоѓам. Да.
И тоаш беше сватија дека не треба да се со мене, дека треба да ме пуштат. дека треба ме пуштат, да. И од тогаш стварно ми веруваат и огромна поддршка ми се и за тоа мислам дека и ми имаат онака пуштено сам да се борам. И заради тоа мислам дека и стварно многу имам направено за моите години, и не само како артист, туку сега правиме и журки. Македонска музика пуштаме. Одлично, тоа е многу После добро. 20 години мислам дека прв пат се случува нешто во Македонија кај што не знаете колку побарувачки има за македонска Браво. музика. Супер. И така некако ети можам да се пофалам и за тоа дека сум се борел, Иницијатор или сум така бил е, иницијатор, сум основал нешто кое остава печат у Скопје. Да, супер. Заокружуваме. Можеме уште многу да зборуваме. До его додека дојдеме, веројатно има ново, пак има и ново, додека отиде емисијата, можеби и нешто ново ќе се извади веќе во меѓувреме, ама последното прашање емисијава се вика Скопје але, као навивам за Скопје. За какво Скопје навиваш? Па навивам за Скопје кој ќе има единство онака, знаеш, ми фали единство у Скопје. Навивам за европско Скопје искрено. Многу ја сакам Европа и мислам дека треба малце да идеме напред, знаеш, мислам дека Подзастанавме. Малце подзастанав, да. И навивам за чисто Скопје. Значи, сакам да дишам после септември, така да Ако може, ако Скопје. може, да, еве, апел. Ако не ќе ве има во песна. Да, Кажи. да, ако не диск ќе ви направам, ќе биде проблем. Да. И сега И сега сме правиме спремни за... Ајде. Идеме. Ovoj sebi će sve